Поради блокадите на грчките земјоделци, земјава се соочува со проблеми при набавка на потребните енергенси за производство на струја. Според информации на Телма, ЕСАМ побарале од владата да се прогласи кризна состојба на пазарот со електрична енергија. Јагленот кој се набавува таму се испорачува со задоцнување, но поголем проблем има со доставата на мазут кој се користи во мали количини при производство на струја за дополнување на калоричната вредност на јагленот. Поради санкциите, државата овој енергенс во моментов може да го донесе само од Грција, но протестите таму ги скомплицирале работите. Заради ваквата состојба, државните електрани испратиле писмо до владата со кое бараат веднаш да се прогласи кризна состојба, за да може да се активираат државните резерви од каде ЕСАМ би ги црпел потребните енергенси за производство на струја. Иако од идната недела се најавуваат значително пониски температури кои ќе повлечат изголемена потрошувачка, не очекувале проблеми. Во моментов од домашните капацитети работи РЕК Битола со еден блок, Осломеј, централата во Скопје Когел, се користи хидрото, но и ветерниот парк во Богданци. Паралелно ЕСАМ за јануари купи и струја од ТЕТО во вредност од над 12 милиони евра. Цената за мегават е околу 119 евра. Според информациите, понудата на ТЕТО била најповолна. Останатите достигнувале и до 300 евра за мегават час. Со оваа набавка, планот е да се заштедат енергенси кои за производство на струја ги користат домашните централи, но и хидропотенцијалот, кои би се искористиле пак во февруари и март, месеци кога струјата на пазарот е поскапа, но и да може ЕСАМ да продава вишок на струја по поповолни цени кои би донеле дополнителни приходи за компанијата која веќе подолго време се бори со финансиски проблеми. Но се поочигледно е дека ќе мора нешто да се превземе, со оглед на тоа дека проблемот со набавката на енергенси можно е да се продлабочи затоа што според грчките медиуми, земјоделците таму не само што ќе продолжат, туку и ќе ги заострат блокадите во следните денови.